Хемиската кастрација на педофилите е хумана мерка, тврди првиот човек на Меѓаш Измијанац. Како иницијатор за воведување на оваа метода, смета дека таа ќе придонесе да се контролира патолошкиот нагон на сторителите на сексуално насилство врз децата, психолошкото расстройство што за жал самите не се во можност да го зауздаат. Од друга страна, државата се става во целосна заштита на децата, бидејќи родителите не се во можност постојано да демнат врз нив. Нашиот модел е да се работи со него додека е во затвор и до максимум да се казнуваат. Не за сметка на хемиската кастрација да му се намали казната, туку кога веќе ќе излезе од затвор, тогаш да се почне со третман за да се стави под контрола да не се повтори делото. Дека педофилите се безпомошни во однос на својата аномалија се изјаснија и психијатрите, кои препорачаа да се воведе психијатриски третман пред кастрацијата. Се примат женски хормони кои што го намалуваат нивото на тестостерон на некоја предпубертетско ниво и тие луѓе во тоа време немаат желба за било какво сексуално општење. Властите покрај зголемување на казните од минималната 10 до максималната на 20 години затвор разгледуваат 3 модели на изрекување на мерката хемиска кастрација. Задолжителен или пак доколку се воведе третманот, односно доколку осуденото лице даде согласност да биде подлежен на ваков медицински третман, да му се намали затворската казна. Оваа мерка се изрекува во Русија, Јужна Кореја, Молдавија, во Германија, во Велика Британија, во Полска и во Данска и дава резултати. Од првата детска амбасада Меѓаши инсистираат на поригорозни казни. Велат за повторувачите на делото, за тие педофили да се предвиди доживотна робија или пак физичка кастрација. Чешката република е земја во која се применува физичката кастрација на педофилите. Во земјава на 139 педофили им е изречена казна затвор. Последниот случај што ја потресе јавноста беше обидот на 44 годишен маж да силува девојче во тоалетот на едно струмичко училиште.